Почитувани гледачи, добар ден. Го следите најновото издание на емисијата Вашиот пратеник. На моје огромно задоволство во нашето студио денеска е гостинка една од најелоквентните дами во македонската политика, пратеничката Ели Панова. Пратеничке, добре дојдовте во Собраниското студио. Добро ве најдов. Навистина сум изненадена за тоа какво убаво студио сме имале ние во Собранието и се надевам на почести вакви емисии кои што ќе не доближат нас пратениците како обични граѓани, ќе ја доближат нашата работа до граѓаните и ќе се запознаат граѓаните подиректно со нас и кои сме всушност ние во нашиот приватен живот. По професија сте дипломиран правник, магистер по деловно право. Пред да станете пратеник, работевте како правник во Струмица. Мислевте ли некогаш дека ќе се занимавате со политика? Дали кога бевте средношколка, во тие млади години, ви интересираше ли политиката? Веројатно не сум помислувала дека ќе се занимавам со политика, меѓутоа морам да признам дека од секогаш ме интересирала политиката. Правото како моја определба се роди додека бев се уште средна школа и веројатно сметав дека мојата иднина ќе биде во тие води. Може би како судија, како адвокат, таму можев да се видам себе си, бидејќи од секогаш сум била притаен борец за правда. Сакав да биде правдата на виделина, да биде задоволена, да биде слушнато моето мислење и од секогаш можам да кажам дека тие се карактеристиките кои што ги носам во себе си, но кои што еве се најдоа добро и во политиката. Политиката се роди малку подоцна, кога бев првите години на правниот факултет, кога видов дека всушност нашиот збор може да придонесе да се креираат многу подобри политики и уште во студентските денови се заинтересирав со членство во УМС на ВМРО ДПМН и потоа го продолжив мојот активизам преку Унијата на жени, како председателка на Унија на жени на Струмица, што беше моето можеби и прва посериозна политичка функција некаква која што сум ја имала внатре партиски, а која што има сосема поразлична слика од тоа што го гледам како политика денес. Меѓутоа, целиот овој пат од УМС во Унија на жени, па советник во Советот на општина Струмица, па внатре партиски член во извршниот комитет на Унија на жени, извршниот комитет на партијата, еве денес пратеник, можеби качувајќи се по скалите чекор по чекор, денес политиката ја преципирам многу поразлично од што сум ја гледала на почетокот. Но да, мојот интерес од секогаш бил политиката, може би не за да се занимавам, но да бидам информирана за тоа што се случува. Од вашата биографија гледаме дека сте родени во Струмица, таму се уште и живеете. Струмица е еден од градовите во Македонија кој што нуди богат културен живот, ја почитува традицијата, нашите обичаи. Колку тоа ви помогна да се изградите како личност за она што сте денес? Струмица е едно преубаво место. Јас може би субјективно ќе се изразам, меѓутоа може би најубавите места во Македонија. Јас, освен во Скопје кога сум била на студии, можам да кажам дека на друго место и не сум живеела и Струмица е мојот роден крај. Таму ги растам моите деца, таму живеам. И може би ние сме многу поразлични како граѓани на секаде од Македонија. Ние сме многу топли, многу друштвени, знаеме да излегуваме, да се забавуваме, го сакаме културниот живот, сакаме општествен живот, сакаме забава. Меѓутоа имаме многу населени места, кон Струмица циркулираат голем број на богати населени места и така што во Струмица има доста живот, меѓутоа наш начин на живот
може би ми помогна да можам да лесно контактирам, да едноставно ми прави задоволство кога можам да се слушнам со било кој, да помогнам било каде, да сослушам проблем, да пробам да најдам некое решение на сето тоа и можам да кажам дека струмичани ние важиме како доста луѓе кои што знаат да едноставно да си помагаат. Така што можеби еве во контекст на вашето прашање, можеби тоа што сум од Струмица еве ми помогна тоа да се снајдам добро и во рамките на собранието и помеѓу пратениците. Колку тоа го пренесувате на вашите помлади колеги и на вашите деца? Јас се трудам на моите деца да пренесам сето тоа што сметам дека е правилно. Можеби родителската улога е најтешката улога која што еден човек ја има, особено кога станува збор сега како самохран родител. Можеби тоа е најтешката улога која што ја имам јас. Меѓутоа, сметам дека разговорот и сметам дека еден другарски однос може да бидат само додадена вредност во растењето и воспитувањето на децата и веројатно тоа е начинот на кој што јас сакам да постапувам, да се однесувам и да дадам соодветен пример за тоа дека тоа што се сака се може. Со многу труд, со многу работа и со многу верба дека ќе успееш. Тоа е една моја девиза од која што јас од секогаш сум се водела, се водам и до ден денес, истата се трудам да ја пренесам на моите деца. Но ако видите, како заменик координатори во пратеничката група, меѓу нас е потребна исто така доста мотивација и соработка како пратеници, како колеги, и оваа девиза може да се употреби и таму. Ако се сака, се може. Пред да почне емисијата разговаравме за тоа, за како тоа жените успеваат во собранието да постигнат се, да бидат присутни секаде, да присуствуваат на сите комисии, активно да учествуваат во пишување на закони, во наоѓање на забелешки на законите, да соработуваат со министри, да учествуваат на емисии, да бидат присутни буквално секаде, а во исто време да ги постигнат и сите домашни обврски кои што ние како жени мајки ги имаме по дома. Практично, ако се сака, се може. Не постојат граници и не постои ограничување во врска со остварувањето на желбите, доколку се искрени и доколку сме решени дека еве ќе ги реализираме. Кога се подготвувавме за нашиот разговор, спомнавте дека и пред да станете пратеник, работевте како правник. Колку тоа искуство ви помага денес во работата во законодавниот дом? Веројатно нема врска многу тој дел со правото, административното право или деловното право нема голема врска генерално со работата во собрание, но правниот факултет и тие некои почетоци од уставно право, парламентаризам, можеби се една стартна основа од каде што влегуваш на нова работа во собранието и веројатно едни контури само познаваш или тоа што било представено на нашите ТВ екрани или тоа што ние сме можеле од другата страна на екранот да го доживееме како политика. Денес сваќам дека е многу поразлично. Улогата на пратеник жалам што не е доловена на граѓаните онака како што треба и жалам што веројатно граѓаните и не се сигурни која е нашата улога до крај. Нашата улога е да креираме законски решенија, да помагаме во пишувањето и исправањето на одредени неправди или одредени дупки кои што се створиле со текот на општественото живење или партиципирањето во општествениот живот на граѓаните во рамките на одреден закон кој што не бил како што треба, а ние како пратеници пак бидејќи имаме секојдневна комуникација со нашите граѓани, можеме да слушнеме некаде каде што има проблем, а сето тоа да се потрудиме да го исправиме. Креирањето на политика е исто така многу пошироко отколку што
отколку што всушност на граѓаните им изгледа, но како и да е, јас верувам дека доколку имаме вакви прилики и доколку можеме да го кажеме нашиот начин на видување на работите, ако ја доближиме нашата позиција и нашата улога општествена до граѓаните, ќе бидат појасни работите и ќе сватат дека воопшто не е едноставно да се биде пратеник, да се побара доверба, да се побара поддршка и да се реализираат многубројни законски решенија и политики кои што се само малечки слагалки во тој мозаик кој што се нарекува општествен живот. Заменик координатор сте на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, членувате во неколку собраниски комисии. Зашто најмногу дебатирате и зашто најмногу се залагате во вашата работа? Веројатно, различно е да се биде пратеник од опозиција и пратеник на власт. И можам да го поделам тоа моје искуство и таа моја работа на два дела, заради тоа што многу беше поразлично кога бевме пратеници во опозицијата. Тогаш најмногу дебатирав и се уште мој интерес е правото, се разбира, и можеби Комисијата за политички систем, каде што верувам дека поради мојата и професија можам најмногу да придонесам и заради тоа што судскиот совет, советот на јавни обвинители и генерално телата кои што сочинуваат правната држава се мој интерес. Меѓутоа, придонесувам и во други комисии, онаму каде што сметам дека можем да дадам свој придонес. Веројатно тоа ќе бидат и комисијата за социјална политика, комисијата за транспорт и врски, во зависност од темата и во зависност од тоа каде ќе се пронајдам или ќе сметам дека сум меродавна да дадам свој коментар. Меѓутоа, денес и некогаш, односно во претходниот мандат, постои разлика во постапувањето, особено од аспект на тоа дека сум заменик координатор на пратеничката група. Најчесто сум присутна апсолутно на сите комисии, бидејќи како координатори, заменици координатори имаме право да се јавиме за процедурално, да најдеме процедурална забелешка или да им бидеме од помош на нашите колеги. Така што мојот интерес е добро да функционира собранието во овој состав, како пратеник на власт е да бидат донесени квалитетни законски решенија и она кое што ќе продолжи да биде моја преокупација, особено во рамките на собранието, би била, се разбира, Комисијата за политички систем, онаму каде што сум член и можам да кажам еден од најактивните членови. Во претходниот состав би бев еден од најактивните пратеници, така што мојата дебата нема да изостане таму каде што ќе сметам дека треба да биде слушнат мојот глас или забелешките кои што ги слушам од граѓаните со кои што се среќавам. Ги спомнавме забелешките од граѓаните. Петоците главно се резервирани за средби на пратениците со граѓаните од нивната изборна единица. Што најмногу ве прашуваат и што најмногу бараат граѓаните од вашата изборна единица на тие средби? Веројатно, нашите средби се со луѓе кои што сакаат да побараат мислење за тоа како можат да го остварат тоа некое нивно право кој што во моментот не успеале да го остварат. И доста често морам да кажам дека граѓаните не ја разбираат до крај поделбата помеѓу локалната и централната власт. Бидејќи во Струмица мојата политичка партија ВМРО-ДПМН досега беше во опозиција, граѓаните најчесто доаѓаат кај мене барајќи да им бидат остварени некои локални права кои што треба да им бидат остварени. Меѓутоа, кога ќе се образложат работите, онака како што се разбира дека имаат разбирање и апсолутно секогаш сум посочувала каде треба да се обратат и каде треба да побараат да им биде помогнато. Оному каде што сум можела да помогнам, апсолутно сум помагала
се разбира онаму каде што било законски можно тоа. Имало и моменти кога биле барани одредени права кои што кај нас не се обврзани со законите, особено правата, еве морам да посочам правата на самохраните родители. Во почетокот на мојот мандат реков дека ќе се залагам за тие права, бидејќи доста често пратениците и ги забораваат таа една категорија на граѓани, односно на мајки, жени, онака како што живеат во општествениот живот доста често и се поттурнувани и одредени права не им се задоволени како што треба, но овој дел е многу тежок да се изреализира кога станува збор законодавниот дом и кога станува збор законите, бидејќи се уште сме сиромашна држава која што има уште многу за остварување на оние кои што се маргинализирани групи, па за да биде остварено и некој од правото на овие наши сограѓани или оние кои што дошле да побараат помош од мене. Но се разбира, тука сум и понатаму ќе бидам тука, она кое што го знам да го споделам или еве да посоветувам. До крајот на овој мандат, до 2028 година, остануваат нешто помалку од 3 години. Кога би сакале граѓаните да ве запаметат по една ваша заложба или по некој реализиран закон во овој пратенички мандат, што би било тоа? Веројатно не можам да издвојам еден, но еве ги спомнав веќе самохраните родители, доколку можам на било каков начин да помогнам да биде дефинирана таа дефиниција за самохраните родители во нашето право, доколку може да се остварат што е можно повеќе права за оваа категорија на граѓани, јас ќе направам се од себе. Направивме група за соработка, јас бев прв претседавач со таа група која што ќе им помага, еве ќе соработуваме и ќе делиме своји искуства и ќе се обидуваме да помагаме. Меѓутоа во овој парламентарен состав таа треба да се води, таа комисија, таа група за соработка треба да се води од некој од опозицијата. За жал до денес не видовме дека имаат интерес, но и понатаму ќе се обидуваме повторно да се формира, па за да може да профункционира и да може да еве оствариме некој од заложбите кои што ги имаат и таквите групи и ние како пратенички се разбира. Пратенички ви благодарам за овој разговор и што пред нашите гледачи се представивте во прво лице. Ви благодарам на поканата и ми беше задоволство.